Колега Петре Шилегов, повеќе пати сум ви кажал дека помеѓу нас и вас има суштински разлики, но денес вие со вашето процедурално впрочем и го потврдувате тоа. Ако за вас нереални митови се нашите револуционери како Гоце Делчев, Дамјан Груев, Ѓорче Петров, Питу Гули, ако за вас нереален мит е ВМРО ДПМН, за нас тоа е вистина, за нас тоа е реалност, за нас тоа е историја и традиција на која што треба да се постават фундаментите и темелите на оваа држава. Тука е основата и тука е најголемата разлика меѓу нас. Но не се, тоа си е ваше размислување. И што викате вие ДПМН е, јас кога би ви кажал СДС, пред недела дена и вашиот лидер кој што сега за жал излезе, требаше добро да слуша мојот говор. Бидејќи точно денес недела имав и говор и реплики каде што му дадов конкретна идеја или понуда како да постапи за доброто и на СДС ваше и на граѓаните на Република Македонија. Впрочем, тоа што го кажав денес го потврди и лидерот на најголемата албанска партија. Децидно му кажа следно: ние сторивме се што е во рамките на нашите можности. Сега работите остануваат кај вас македонските партии. Впрочем, работите остануваат кај вас, не кај нас. Бидејќи на 2 пати, на 3 пати ви подадовме рака и бараме разбирање, за да изнајдеме компромисно решение во интерес на граѓаните на Република Македонија, сте се фатиле како слеп за стап за вашата цел да дојдете по секоја цена на власт. Не бидува така. Не бидува така, особено кога доаѓањето на власт е преку прифаќање на документ, декларација, платформа, како сакате кажете ја, која што удира по уставниот поредок на оваа држава. И вие, почитуван колега Петре Шилегов, имате 2 избори. Едниот е да ја прифатите платформата, ја кажете јавно ја прифативме платформата, ама за тоа треба да дојдете на верификација кај народот на нови избори, или да ја отфрлите платформата и да добиете несебична поддршка од нас и бујрум владејте со среќа да вие. Третото решение, кое што цело време го размислувате, а за кое за среќа ево денес гледаме по изјавата на лидерот на најголемата албанска партија, немате поддршка, вие една налуничава идеја, која што за жал ќе ве втурне во уште поголем амбис. Прифатете ги овие 2 работи, вашиот лидер Заев е на потек. Нека повлече потек прво за доброто негово, за доброто на вашата партија и на крајот, ако веќе барем малку размислувате за доброто на Република Македонија. Благодарам. Повторно господин Шилегов Петре, процедурално повелете господин Шилегов.